No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Bass drops hit them. Повтор на каналот е Bad Teacher Crypto. И денеска би сакал да продолжиме со анализа на војната помеѓу САД и Иран. И како што веќе малку сме запознаени, знаеме дека во оваа војна постојат три главни прашања што ќе го одредат исходот оваа војна, како и светот потоа. И овие три прашања се дали САД ќе започнат копнена инвазија. Значи во моментот САД се фокусира на воздушни напади и се додека останува оваа војна во воздухот, САД може да избегнат да ја деескалират кризата и да се повлечат од Блискиот Исток. Тие би изгубиле војната, но загубата нема да биде катастрофална. Дополнително, доколку одлучат да започнат копнена инвазија, таа би ескалирала многу брзо и би биле заробени во Иран, можеби пак во следните 5 до 10 години, како што тоа сме го гледале многу пати. Секој би било катастрофално без разлика дали ќе победат или ќе изгубат, бидејќи за да водат копнена војна, САД би морале да воведат национална регрутација, каде што младите луѓе на возраст од 18-20 години би биле принудени да се приклучат на армијата и да бидат испратени да се борат во Иран. Може би тоа би било некоја мала мисија, но потоа, доколку не оди добро, би можело да пренесе во една огромна војна. Второто прашање е дали ќе користат нуклеарно оружје. Нуклеарното оружје е всушност и табу тема во геополитиката. Американците го користеа на крајот од Втората светска војна и никој не ги користел. Од тогаш, доколку Израел употреби тактичко нуклеарно оружје, ќе го прекрши ова универзално табу и би можеле да се најдеме во нуклеарна војна. И тоа е големата загриженост што сите ја имаат во моментот. И третото прашање е џамијата Ал-Акса. Ова е третото најсвето место во муслиманскиот свет. Имат нели Мека, Медина и тука е и оваа џамија. Тука евреите сакаат да ја уништат оваа џамија, да го обноват третиот храм. Иако екстремистите од Израел ја уништат оваа џамија, скоро 2 милиарди муслимани на овој свет би биле религиозно обврзани да војуваат против Израел. Ова се всушност нашите главни прашања. Доколку продолжиме понатаму, имаме две фази на ескалација. И првото нешто што го направи САД во оваа фаза на ескалација беше обезглавување, односно ликвидирање на нивниот водач, каде што претпоставува дека доколку го убијат него нема да има кој да ги води. Кога ова не успеа, се префрлија на војните цели, односно базите во Иран, повторно ги бомбардира и видоа дека всушност Иран тука не сака да попушти. Идејата тука е да ја победите војската за да се предадат, но како што знаеме, ниту ова не функционираше кај нив. Следното што го прават е економско ембарго. Тоа значи дека всушност го спречувате Иран да тргува со светот, односно да ја продава својата нафта. Откако и тоа не успеа да го сруши Иран, подоцна ги напаѓате и нивните цивилни инфраструктури. И ова што првенствено напаѓате тука се вода и нафтени платформи. Како што веќе знаеме, се нападнаа неколку нафтени складишта во Иран. Ова е војно злосторство спротивно на меѓународното право, затоа што напаѓате цивили. Тоа е она што го правите кога чувствувате дека треба да извршите поголем притисок за да ја добиете оваа војна. Потоа она што го правите е дека сега кога ги нападнавте цивилите, а тие се уште одбиваат да се предат, она што го правите сега е да користите тајно оружје. Тајното оружје може да бидат напредни ракети што никој до сега не ги видел. И поентата на ова оружје е да ги исплашат луѓето, за да мислат колку всушност тие се доминантни. Она што го правите следното е користење на биохемиско оружје. Исто така во
тој случај можеби не би функционирало. Потоа би можеле да се користи и нуклеарното оружје. Оно што навистина е важно е да се разбере дека мора да ја следиме оваа скала за ескалација ако сакаме да користиме нуклеарно оружје. А реалноста е дека пред се не сме виделе биохемиско оружје и затоа нуклеарното оружје доаѓа многу подоцна и мислам дека ако не видиме користење на биохемиско оружје, не треба да веруваме во нуклеарното оружје и моментално сме тука некаде на почетокот на напаѓање на цивилната инфраструктура и сега да ја разгледаме пак страната и на Иран. Оно што се случува е дека на почетокот Иран прави две главни работи. Првата е напад на воени цели и оно што тие во основа го таргетираат се американските радарски системи и воздушна одбрана, бидејќи штом овие две работи исчезнат, Иран може да нападне што сака. Исто така е и затворањето на теснецот Хормуз, и со затворањето на теснецот Хормуз се врши притисок врз економиите на земјите од заливот, како и врз Источна Азија. Надежта тука е дека со блокирање на економиите на земјите од заливот, Саудиска Арабија, Кувајт, Катар, Бахрейн ќе извршат притисок врз Трамп да ја заврши ова војна најбрзо што може и така. Исто така Азија го добива поголемиот дел од својата нафта од земјите на заливот. Кина добива околу 40% и Јапонија околу 75%. Тоа е многу нафта и надежта е дека ќе извршат притисок да се заврши војната и секако, ако вие ја нападнете нивната економија, секако дека Иран ќе ја нападне, таргетирајќи нафтени полиња. Сушност тоа е силата на Иран, бидејќи нема нуклеарно оружје, а секако тоа би било и десилинизација, односно напаѓање на објектите за вода. Сушност тоа е скалата на Иран, бидејќи нема нуклеарно оружје и биохемиско оружје, значи како што можете да видите САД и Израел имаат доминација наспроти Иран. Но ајде да ги разгледаме работите малку подобро. Тука Иран има многу повеќе флексибилност од САД. Кога американците ве напаѓаат, тоа е прилично директно, но со затворениот тесесот може да биде стратешки, каде што вие ги напаѓате индиректно. Например, ако имате кинески брод кој што ќе го пуштат и слично како што видува пред неколку дена, дека доколку ги протераат сите американски и израелски амбасадори од своите земји, ќе имаат пристап до теснецот Хормуз и ова му помага на Иран селективно и стратешки да вршат притисок врз пријателите на САД, така што тие ќе станат пријатели на Иран. Истото е со овие беспилотни летала и секако за да добиете одредена војна би требало да имате три нешта, а тоа се фокус, јасност и решителност. Мора да знаете која е вашата цел. Мора да знаете како да ја постигнете и мора да бидете решителни за тоа да го постигнете. Што значи ова за Иран? Првото нешто што е фокус значи единство. Тоа значи дека мора да го обедините вашето население, тоа во основа значи уништување на целото потекло, мора да се обедините за своите цели. Втората работа е да направите цензурирање на луѓето и веќе гледаме дека во Израел, каде што не е дозволено да се снимаат војни напади, и ако дрон дојде и го нападне Тел Авив, не можете да го снимате затоа што ќе ве уапсат. Исто така тоа може да го забележиме и на оваа страна, затоа што неколку пати кога е след оваа страна, кога имавме напад на Израел, едноставно овие камери не функционираа, а решителноста тука значи милитаризација, каде што Блискиот Исток се движи кон тотална војна. Тотална војна значи дека секој граѓанин би можел да биде регрутиран за војните цели и тоа значи дека целата економија е насочена кон војна. И тука војската е само една димензија, но би требало да се фокусираме на 4 димензии. И тоа се наративот, политичка димензија, економска димензија и војна димензија. Наративот во суштина е мислењето на
народот, политичката, значи односот на нации едни со други, односно на владите со народот. Третата димензија е економската, а четвртата е војна. Војната димензија веројатно е најмалку важна, бидејќи постојат други димензии кои што се многу побитни. Овие 4 фактори одредуваат како САД и Иран ќе се исклучат во оваа ескалација, бидејќи вашата цел е да го контролирате наративот и да се оправдате зошто го правите она што го правите. И секако, кога водите војна мора да имате пирамида на трошоци. И наједноставната пирамида на трошоци е, пример, имате војници кои се на дното, затоа што се најевтини. Вториот е артилерија, односно тенкови, тие се скапи за да се произведат, потоа имате морнарица и потоа имате воздухопловство, на крај како најскапиот ресурс. И пирамидата на трошоци е само колку енергија, колку време, колку ресурси ви се потребни за да произведете нешто од ова. Ова е важно бидејќи војните водат до истрпување, а ова е најстандардниот модел што го имате за пирамида на трошоци за да водите војна. А што е проблемот всушност тука? Проблемот е што сад имаат спротивна пирамида, што значи дека воздухопловството би било тука кај нив, и тоа го видовме, па потоа следува морнарицата, па потоа артилерија и последното се војниците. Едноставно не можете да водите војна вака. Оно што го избирате тука е да ја добиете оваа војна за 2 до 3 дена и пак сте сгрешили и не можете да ги надополните вашите сили. И секако можеби ова е тешко да се разбере затоа што војните во 1991 година во Персискиот залив, како и 2003 година војната против Ирак, ова не можеме да кажеме дека се блиску до оваа војна, бидејќи американците се многу подоминанти во однос на Ирак, но оваа работа со Иран е вистинска војна и не можете да водите војна која што претходно сте ја воделе, затоа што ако сакате да ја победите оваа војна, едноставно нешто што можете да направите е да се вратите во реалноста, а тоа е враќањето во првобитната пирамида на трошоци, бидејќи немате избор во ова и, како што видовме до сега, докога исклучиме нуклеарното оружје, нешто што станува на САД моментално е да воведат копнени трупи, бидејќи како што гледаме, друго ништо не функционираше и сето она што му го направи Иран до сега немаше никаков плод, затоа што Иран повторно враќаше со своите напади. А колку ќе опстане оваа војна, едноставно не знаеме. Во меѓувреме, вие секој можете да напишете мислење во коментари под ова видео, да видиме што вие мислите за оваа војна и како оваа војна би можела да се заврши. А ние се гледаме во следното видео. Поздрав од Bad Teacher Crypto и чао чао! Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.